Заменик министерот за економија Маријан Ристевски ги повика и охрабри младите невработени лица во Штип да искористат мерката за самовработување. Од градот Подисар денес тој потенцираше дека мерката е започната пред 10 дена, а ќе трае заклучно до петок. Како што тој рече, заинтересираните е потребно да ги посетат подрачните единици на АВРМ и да се информираат дополнително. Во тек огласот на една од најатрактивните, најпопуларни мерки која што досега во историјата покажа има реализација над 70%, тоа е мерката самовработување. Мерката е започната пред повеќе од 10 дена, ќе трае до петок. Ги охрабрувам и повикувам пред се сите млади невработени лица на општина Штип, на општина Свети Николе и околните општини тука, кои ги пратат овие медиуми, да појдат да ги посетат потрачните единици на АВРМ, ги има 30 на број низ Република Македонија, да го искористат рокот и да се пријават. Јас знам дека Штипјани имат доста добри и креативни идеи за бизнис и не е само за младите, туку и за сите категории невработени лица. И од Агенцијата за вработување, како и Агенцијата за поддршка на предприемништвото истакнаа дека главната цел на оваа мерка е да се намали невработеноста, но и да се потикнат младите и да се создадат одржливи работни места, како што тие велат во фокусот оваа година се најмладите во државата. Активните мерки содржани во оперативниот план се израз на нашата заложба за намалување на невработеноста, за поттикнување на вработеноста и создавање на одржливи работни места. Во фокусот на оперативниот план за оваа година секако најмногу се застапени младите лица до 29 години. Агенцијата за поддршка на предприемништвото е директно вклучена во реализација на дел од оперативниот план и тоа токму на најатрактивната мерка, односно поддршката за самовработување, каде што секој еден што сака да основа свој бизнес, најпрво ќе мора да посети задолжително дводневна обука, каде што дополнително ќе му се зголеми предприемачкиот дух и исто така ќе добие една основа за започнување на бизнес. Градоначалникот Иван Јорданов оттаму истакна дека преку ваквата мотивација младите ќе ја препознаат можноста и ќе отворат пат кој што ќе создаде вредност во економијата во општеството. Верувам дека преку ваквата стимулација и мотивација се повеќе младите луѓе ќе ја препознаат можноста и ќе отворат пат по кој што ќе создават вредност во економијата и во општеството. Оперативниот план за 2025 година на Агенција за вработување е многу збогатен и многу поволен, за да така ги охрабрувам сите невработени лица од општина Свети Николе да дојдат во просториите на Центарот за вработување Свети Николе, да учествуваат во овој случај во активната мерка самовработување. Инаку посетата беше во општина Штип, а на истата присуствуваа многу млади лица од Штип, како и студентите при Универзитетот Гоце Делчев.